имавме веќе една ваква беседа на крајот на пред нова година беше, на крајот на минатата година, но беше направена дома, во домашни услови, пуштена онлайн. Некои ја видеа овдека, беа на служба, повеќето кои не работат со интернет, не се корисници на YouTube, може би ја пропуштија. Па затоа ќе имаме уште една таква сега заедно служба која ќе биде посветена на новата година со порака, нели, која одговара на почеток на една година, нова година. И сега текстот што го прочитавме, може би не ви говори ништо, нема некоја врска со новогодишна порака. Нема некоја, не се говори за нови години, не се говори за тоа што да правиме во новата година, годината сега во која влеговме, но има некои паралели кои можеме да ги направиме. Тоа е самата порака овдека, моментот кога е дадено од Бог преку Агеј, може да биде многу корисна и може навистина да коригира многу нешта во нашиот поглед за годината, новата година. Инаку овој текст, или основното во овој текст што го прочитавме, е едно прашање што Бог го поставува како ви изгледа сега ова. Или како ви изгледа сега овој во 3 стих. Зашто се однесува? Зашто станува збор? Што прашува Бог? Што го прашува Бог за Ровавел? Што го прашува Исус, синот Јоседеков, првосвештеникот и народот? Овој настан се случува некаде средината на 5 век пред Христос, после Вавилонското робство. Евреите се однесени од Јудеја во Вавилон, во робство, таму се 70 години. Вавилонците влегуваат во Ерусалим, го разрушуваат и градот и храмот, а луѓето ги носат во робство. Бог им вети дека после 70 години ќе ги врати назад. И навистина Вавилон паѓа како империја, се издига Персија, Мидија и Персија, една империја медоперсиска. Царот Кир станува најмоќен владетел и дозволува на евреите навистина да се вратат назад во Ерусалим. И така голема група евреи, водени од Зоровавел, некаков несуден цар, тоест некрунисан цар на јудеите, се враќаат во Ерусалим, нивните куќи се разрушени, храмот е во орнатини. Меѓутоа, со ентузијазам почнуваат да го обновуваат градот. Во тоа имат голема помош од следниот император или персиски цар Артаксеркс, кој по молитвата на неговиот слуга Неемија, пророкот Неемија, дозволува обновување на градските зидови, а понатаму и обновување на храмот. Евреите прво си ги обновуваат домовите, подзабораваат малку на храмот, останува тој во орнатини, па Бог мора преку Агеј да ги подсети, тоест малку да ги укори. Еве, вие сте направивте убави куќи, ама мојот дом остана во орнатини. И така укорени тргнуваат наоколу, да собираат дрвја, материјали и успеваат на орнатините на стариот храм, познатиот, големиот, славниот Соломонов храм, го градат така наречениот познат денес Зоровавелов храм. Или храмот изграден во време на управувањето на Зоровавел. И кога веќе храмот е готов, завршен, и доаѓа овдека Исус, синот Јоседеков, како првосвештеник, да го освети храмот и Бог да дојде и да се всели во слава, Бог доаѓа и прашува. Го прашува и Зоровавел, го прашува и Исус првосвештеникот, го прашува и целиот народ. Како ви изгледа сега овој храм? Може би имало таму луѓе кои се уште биле веќе на подминато возраст, но луѓе кои се уште биле живи од првиот храм, од Соломоновиот храм. Тоест луѓе кои го имале можност да го гледаат, да го видат оној познат убав Соломонов храм, прекрасен храм, едно древно светско чудо.
И тие луѓе кои биле светоци на првиот храм, па и оние другите, младите, помладите, кои немале можност да го видат Соломоновиот храм, меѓутоа од нивните предци можеле да чуат, да слушат колку славен бил тој храм, како доаѓале таму луѓето на празници, пренесувале жртви, пееле, славеле, како Бог давал во тој храм насуки, упатувал слово преку првосвештениците. Тие биле сите исполнети со таа воскит и со впечатоците од првиот храм. Сега овој храм, кога Бог прашува како овој сега ви изгледа, тој бил карикатура во однос на Соломоновиот храм. Никаков, смешен бил, скромен храм, изграден од она што нашле таму да градат. И веројатно многумина си помислиле како сега Бог со славата ќе влезе во овој храм. Овој храм кој не наликува на храм воопшто. Скромен, мал, сиромашен, не наликува воопшто, ниту не е ниту сенка од оној голем славен храм. Меѓутоа, она што е интересно овдека, Бог им вели, во текстот 3 пати вели, охрабри се. Му вели на Зоровавел во 4 стих, но охрабри се сега, Зоровавеле. Потоа се обраќа кон Исус, синот Јоседеков, првосвештеникот, и вели, охрабри се и ти, ободри се. И на крајот се свртува кон целиот народ и вели, охрабрете се сите што сте овдека собрани. Охрабрете се. Зошто? Зошто јас сум Господ Саваот. Јас сум Господ на силите. Јас сум Господ на сите војски, сите сили, сите средства, сите потенцијали, сите можности се кај мене, во моите раце. Не гледајте на овој храм, овој скромен и мал храм. Гледајте на Господ Саваот, на Господ на силите, на множествата, на војските. Господ Саваот што ќе направи? И тука ветува, вака вели Господ, уште еднаш, ете, скоро ќе се случи тоа. Иако храмот е никако во вашите очи, иако е мал, скромен, толку успеавте, толку можевте, под робство сте, додека градите, ве напаѓаат непријатели, со едната рака држите мистрија и шпакла, со другата рака држите оружје да се браните од непријателите кои постојано во напаѓаат. Тоа се можностите. Толку можевте, толку изградивте. Но немојте вашите надежи да ги врзувате со овој храм, со овие камења, со овие дрва. Зашто јас сум Господ Саваот. Да, Соломониот храм беше голем, славен храм. Меѓутоа, вели, јас и во овој храм ќе ги затресам, вели, небото, земјата, морето, копното, ќе ги стресам сите народи, ќе дојде богатството на сите народи и ќе се исполни овој дом со слава. С други зборови, вели Бог, Соломониот храм беше славен, голем, убав. Меѓутоа, овој храм, што изгледа никаков, тоа ќе биде храмот во кој што богатството на сите народи, или буквалниот превод значи очекуваниот, миленикот на сите народи, Месијата ќе влезе. Во големиот Соломонов храм влегуваше Бог во славата. Сега во овој храм, на чии што основи ќе биде изграден и родовиот храм подоцна, ќе влезе лично Бог. Ќе зачекори Синот Божи. И навистина, подоцна во тој храм, секако обновен, влезе Христос. Самиот Бог влезе во тој храм. Оној кој станува богатство или спасение на сите народи. Поентата на Бог беше во овој случај, немојте да бидете обесхрабрени од тоа што го гледате со вашите очи. Погледнете кон мене, иако изгледа мало ова што го правите, јас ке го направам да биде големо. Бидејќи јас сум Господ Саваот. И во тој храм јас ке влезам. Ке влезе Синот Божи, ке влезе Спасителот на светот. Зошто, оваа паралела, како почеток на оваа година?
Може би добро е прашањето да си го поставиме, она исто прашање што Бог го постави на Зоровавел, на првосвештеникот Исус, на народот. Како ви изгледа оваа година? Може би никаква. Ова година во која што влеговме сега. Веќе сме 2,5 недели во оваа година. Како ви изгледа сега ова? Верувам дека не изгледа може би поочајна од почетокот на минатата година. Како ни изгледаше минатата година? Верувам дека на почетокот, кога не знаевме дека ќе има епидемија, изгледаше година која ветува. Си викав, мислевме дека ќе одиме напред. Си направивме планови минатата година. Минатата година беше првата во која што уште во февруари ние плативме за кампот во Бугарија, што требаше да биде во јули. Минатата година, февруари, март, април, мај, требаше да бидат моите најнатоварени соврски месеци во мојата служба. Знаете што се случи? Тие месеци беа празните соврски. Дојде епидемијата, не затворија дома, не мрднав никаде 8 месеци од дома. А требаше скоро секој недела да патувам. Никој не го очекуваше тоа. Многу си направија планови на почетокот на минатата година, бизнис планови, секакви. Многу луѓе загубија работа, многу луѓе загубија бизнеси, многу луѓе загубија блиски, своји блиски. Таква беше минатата година. На крајот ни изгледаше многу поинаква отколку што ни изгледаше на почетокот. И како сега ни изгледа оваа година што предстои, што е пред нас. Според прогнозите што ги дават, не изгледа никаква година. Она што ме зачуди многу е прогнозата што ја даде Светската здравствена организација пред 10 дена во врска со епидемијата. И рекоа дека коронавирусот, дека оваа епидемија ќе биде пострашна оваа година од минатата година. Се викав дека сега нели многу луѓе поминаа, велат не, ова сега вирусот ќе стане уште поопасен, уште пострашен со мутациите. И ќе одземе уште повеќе жртви, и ќе има уште повеќе болни. Тоа е прогнозата на Светската здравствена организација. Не знам, до сега многу пати не погодија, се надам дека и за ова нема да погодат, но она што кажуваат па економистите, сигурно е дека ќе биде тешка економска година. Допрва ќе следат последиците од економските последици. Минатата година имаше се уште во буџетите пари да дават на стопанството, на работници, на социјални случаеви, сега се празнат. Ако навистина продолжи така, не знам од кај ќе дојдат средствата за покривање на тие финансиски дупки. Во многу погледи годината ќе биде тешка. Така не изгледа. И ако Бог не праша сега како ви изгледа, сигурно ќе си кажеме како луѓето пред храмот тогаш, како пред пророкот Агеј, изгледа никаква оваа година. Изгледа слаба, изгледа без можности. Тешка година. Година во која само ќе мислиме како да преживееме. И нема да имаме смелост да помислиме за нешто повеќе. Знаете ли што е вистината всушност? И овдека тоа, нарочно Бог го постави тоа прашање, и сигурно луѓето кога ги праша Бог како ви личи, како ви изгледа овој храм, сигурно си кажа на ништо не личи. Сигурно и ние сега сикаме на ништо нема да личи оваа година, но Бог сака како што се представи пред луѓето таму со Господ Савот и ние да гледаме на него како на Господ Савот. Оној во кого се сите сили, сите средства, сите можности, сите способности. Ова година ќе ни изгледа таква каква што ние ќе се подготвиме да ја гледаме уште сега. Има оваа проповед се ме нарекол духовен ретикуларен систем. И сега уште на почеткот ќе ви кажам дека немам намера ова да биде некоја психолошка проповед, нити пак она проповед на некои теологии во христијанство кои говорат за позитивно мислење и позитивна исповед. Тоест веруваат дека ако ние мислиме позитивно и говориме позитивно и ќе се случуваат чуда. Тоа се зависи од моките на нашата мисла и од моките на нашиот збор. Има таков правец во психологијата наречен моките на подсвеста. Ако ти мислиш позитивно, и тоа ќе се случува во животот. Тоест, нашата мисла има некаква сила, некаква енергија, некаква моќ. Не го мислам тоа,
Значи не е тоа идејата. Но има една вистина дека ние одиме дотаму и го правиме она на што ќе се подготвиме однапред. Она што во мислите и во нашето разбирање ќе си го поставиме за понатаму како можности, како цели некакви. И Бог така и всушност не програмира. Всушност има во нашиот мозок мрежа на нерви, дел од мозокот, кој е наречен ретикуларен активацијски систем. Што прави тој ретикуларен активацијски систем? Кога човек се насочи кон нешто, почнува да собира информации, да мисли повеќе, тој ретикуларен активацијски систем не програмира постојано да мислиме на тоа, да го гледаме околу нас, да се будиме, да легнуваме со тоа. Например, може би се случувало, планирате да купите нешто и постанувате окупирани со тоа. Пред неколку години, кога купивме оваа Зафирата што сега имаме, тоа беше втората кола во животот што јас ја купив. Една пред 30 на години и повеќе, и ова втората, зашто сите други коли се подарувани. Некој ги купил и користил и ти ја дават. Така да не сум купувал коли. И тогаш веќе продадовме комбето, имавме малку пари, собравме и требаше да барам сега да купам кола. Јас не сум воопшто љубител на колите и не разбирам од коли. Може да помине најубавата и најскапата во светот, јас нема да ја забележам. Воопшто не ги забележувам на улицата колите. Само ако некој има опасност да ме сгази, ќе ја видам и ќе се тргнам. Инаку не ги забележувам. Но тогаш, бидејќи требаше да купам, си стави во глава да купам Зафира, почнав да читам, што треба да знам за што, како, кои се добри, што не се добри, како да барам. Бев во Софија, таму се поевтини. Прошетав 3 пазари, огромни, на кои што има илјадници коли. За неколку дена видов, можеби 100-200 Зафири, и толку веќе бев фокусиран, програмиран, што можев да ги видам Зафирите, излезам на улица, ако помина од 100 коли една Зафира, можев да ја забележам. На паркинг, во вестник, на телевизија, тоа програмирање, нели? Легнуваш со мислите, стануваш и толку ме истошти тоа што кога се вратив, си реков првата што ќе ми дојде ќе ја купам. Зашто за сите тие мои, нели, стручни знаења што ги добив, еден продавач во Софија ме разубеди и рече: никакво знаење, ни најдобриот мајстор не може да ти каже која е добра кола. Не знаеш. Едноставно тоа е мачка во вреќе. Вели како жените. Или ќе ти се падне добра кола и ќе си живееш убаво со неа, или нема да се падне добра кола и маки ќе си имаш со неа. Тоа е тоа со колите. И јас така кога чув тоа реков првата што Господ да ми даде добра кола и првата ќе ја купам. Кој ми е идејата овдека? Дека има во нас нешто што не програмира од тоа како ние ќе се настроиме, како ние ќе се подготвиме. Во оваа епидемија има луѓе кои толку се оптоварија со вирусот, со смртта, со болеста, што они легнуваат и гледат околу себе само смрт и болни луѓе, бројат само колку умреле и колку се разболеле и живеат во постојан страв дека ќе бидат жртва. И не излегле од дома, бидејќи цело време само гледат околу себе болест и последици. Не гледат колку луѓе се излекувани, не гледат колку други можности има во животот. Гледат само болести и опасностите од болест. Ние ќе гледаме оваа година така како што ние ќе се подготвиме да ја гледаме. Ќе го гледаме во годинава она што ние однапред ќе се подготвиме да го гледаме. Тоа е вистината за... И затоа, уште на почетокот, дали ќе ги гледаме? Прашањето е, како ќе гледаме, нели, прашува Бог на евреите. Како гледате на овој храм? Како на можност во кој што Бог ќе се прославува? Или пак цело време ќе очиувате и ќе се велите, никаков не е овој храм. Ништо од овој храм. Бог им рече, немојте да гледате така, гледајте како на еден голем Бог, кој во овој храм ќе направи голема работа.
Како гледаме на оваа година? На никаква година, која ќе биде тешка и нема да имаме никакви можности, или пак ќе гледаме како на година во кој Јахве Савот, оној кој што ги има сите сили, сите власти во своите раце, ќе направи и во една никаква година големи работи. Како гледаме на самите себе? Лично во оваа година. Дали гледаме на луѓе кои и така немаат некои големи можности, или пак гледаме како на инструменти кои Бог може да ги употреби за големи работи. Ако однапред си кажеме, ние ништо не можеме да направиме. Ние сме слаби, ограничени, сме пробувале, не можеме, дотаму и ќе стигнеме. Тоа ќе биде нашето ограничување. Ако гледаме на себе како на слаби, несовршени, како овој храмот за кој што прашува Бог, но кој Бог може да ги употреби за големи работи, тогаш ќе има нешто големо во нашиот живот. Во Филипјаните 2 глава 13 стих пишува дека Бог е тој кој прави да сакаме и да действуваме соодветно на неговата волја. Бог прави, не ние. Во зависност од Бог, во нашата врска со Бог, Бог ќе прави во животот да се стремиме, да сакаме да се стремиме и да го правиме она што Бог го сака од нас и да имаме успех во тој поглед. И знаете ли кој го пишува тоа? Апостол Павле. Тој многу добро го знае тоа, многу добро го разбрал. Зашто апостол Павле беше Савле од Тарс. Што сакаше да прави Савле од Тарс? Сакаше да убива. Савле од Тарс. Беше убиец. Колку ли луѓе тој човек убил? Зашто тоа сакаше да го... Зашто тој беше подготвен да убива христијани. Колку деца останале без родители заради него. Колку жени останале без своите мажи. Колку луѓе завршиле во затвори. Тоа беше Савле. И кога Бог го сретна Бог го промени. И тој нема човек во историјата кој толку говори за милост, за благодат, за љубов како Павле. Павле, познатата глава за љубовта, чие дело е? Најде тој убиец. Тој жесток убиец, кој убиваше, кој затвараше. Но кога тргна по Божиот пат, се стави мислата, светот, луѓето имаат потреба од спасение, не од убивање. Луѓето имаат потреба од вечен живот, луѓето имаат потреба од милост, од благодат. Павле е учителот на благодатта. Ако Јаков вели дека човек се спасува не само преку вера и преку дела, Павле вели само благодат. Само благодат го спасува човекот. Само милост го спасува човекот. Божјата милост и благодат. Гледате како Бог променува желби и дејства на луѓето. Да сакат да прават нешто што го прават. Но кога човекот ќе стане покорен на Бог, кога човекот ќе го следи Бог, не своите желби што ги имал порано, не своите ограничувања, па Павле можел да каже на Бог кога Бог го сретна: јас сум еден убиец бе, јас сакам само, тоа се моите можности, тоа се моите природни потенцијали да убивам. Јас сум добар во тоа да барам луѓе, христијани, да ги наоѓам, да ги апсам, да ги затварам, да ги убијам. Тоа е мој, јас сум така создаден. Не беше тоа. Павле стана нешто сосема поинако. Неговиот духовен ретикулар целосно се смени. Бог целосно го промени. Има еден човек, ќе почнем вака приказа. Јас сум напишал пред повеќе од 10 години, кога немаше Фејсбук, имаше блогови и таму се пишуваше позадлабочено. И таму го напишав тој случај, вистински случај за еден човек кој кога бил на 8 години со своето братче во школото, на паузите на часовите, решили да се играат со некакви запаливи средства, предизвикале пожар, неговото братче умрело веднаш, а тој е однесен во болница со целосно оштетени нозе. Кога го однеле во болницата, лекарите рекле мора да му се ампутираат веднаш нозете, и двете. Зашто ако оставиме така,
гангрената ќе го уништи целото тело и ќе умре. Родителите, кои веќе загубиле едно дете, кои биле големи верници, а и самото дете било учено на верата во Бог, рекле, ајде да почекаме еден ден да се молиме. Поминале 24 часа, отишле пак кај лекарот, тој рекол, абе има некакво подобрување, ама се уште сум на мисленето дека мора да ме ги отсечеме нозете. Тие рекле, ајде да почекаме уште еден ден. И така 2 недели, после 2 недели, докторот рекол, абе нозете му се обновуваат. Нема да има потреба да му ги сечеме, но треба да знаете дека тоа дете ќе остане во кревет цел живот. Тоа ќе остане инвалид, нема да може да застане на овие нозе. Продолжиле да се молат родителите и детето и по известно време, после неколку недели, докторот рекол, абе ајде да пробаме да видиме дали ќе застане на нозе. И детето застанало на нозе. Докторот рекол, знаете ли дека левата нога му е пократка за 7-8 сантима од десната? Нема да може да оди, никогаш може би ќе застане, ќе се испрева, ама нема да може да оди. По известно време му ставиле шини, нели оние порано што биле користени. И почнало да оди со шини и лекарот кажал, добро, ќе оди со шини, ама цел живот ќе ги носи шините. Нема да ги фрли. По известно време детето ги фрлило шините и почнало само да оди. За 2 години тоа дете почнало да трча. Тоа 1917 година е пожарот, 1920 веќе почнува само да оди. 10 години подоцна станува светски шампион на средни патеки. Учествува на Олимписките игри 32 година, 36 и 40 година, на 3 Олимписки игри. Соборува неколку светски рекорди. Да. Во негова чест во Америка има парк кој го носи неговото име, а неговото име е, мислам дека беше Глен Канингем. Глен Канингем. Можете на Википедија да отворите да го прочитате неговата биографија. Живее до 1988 година. Тоест до пред 30 на години. Добива неколку називи, прекори, како например летачот од Канзас, неговиот град, роден град е Елкарт, го нарекуваат Елкарт Експрес. Исто така наречен е челичниот коњ од Канзас. Но она што е интересно за него, што тој човек и како дете покрај креветот додека лежал и цело време и кога се надпреварувал, си го носел стихот од Одисеја 40 глава, 31 стих. А оние кои се надеваат на Господ, ќе ја обноват силата своја, ќе кренат криле како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат. Тоа е тоа. Како гледаме? Во кого ни се вперени очите? Неговите нози изгледале од очени по очени. Со никакви можности, со никакви изгледи. Меѓутоа, како гледаме на работите и кон кого гледаме? Така и со нас оваа година. Може би неизвестност на работа, може би неизвестност финансиска, сега во секој поглед. Кај да гледаме? Како не изгледа оваа година? Може да не изгледа никаква, ако гледаме со очите, но може да не изгледа година на голема можност ако гледаме на Господ Савот. Како гледаме на светот? Може би сега светот е малку по-отворен, бидејќи живее во криза, живее во темнина, во страв, но сепак се уште гледам дека на луѓето многу и не им треба, како да не им треба Бог. Ке дојдат тука, ке земат пакети и си одат, уште пред да почнала службата. Као тоа им е поважно од се останато. Но проблемот е, големиот проблем е што и ние црквата, гледаме на светот како на нешто што е веќе загубено, нешто за кој и нема многу смисла да ги трошиме усилбите. Светот оди надолу, се понадолу,
и нема спас за овој свет. Како гледаме на светот? Како ни изгледа светот? Прашањето нели на Бог. Како интересно е како на Бог му изгледа овој свет. Тоа е поважно. Како Бог гледа на овој свет. И јас сметам дека Бог кој е непроменлив, кој не се менува, гледа исто како што гледал и кога Христос, Бог рече. Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, но да има вечен живот. Така гледа Бог на светот. Гледа како на свет кој има потреба од спасение. На свет кој треба да се спасува. Така гледа Бог на светот. Гледа на светот како на луѓе кои имаат потреба од Христовата жртва, кои имаат потреба од пораката на Христос, кои имаат потреба од спасување. Тоа е начинот на кој што Бог гледа на светот. Бог не гледа на светот како нешто загубено. Загубен е светот, крај. Да не се занимаваме веќе со светот. Не, Бог гледа на светот како на нешто што треба да биде спасено, а на христијаните гледа како на инструментот како на каналот преку кого тој таа порака за спасение ќе ја упати. Но за жал црквата денес, тоа е општиот впечаток, се чувства сигурно, удобно и нема потреба да ги менува работите надвор, зашто самата црква некако е удобна сега. И се чувства во сигурност, во едно сигурно засолниште. И не излегува од тоа засолниште. Некаква незаинтересираност. Има една интересна случка која ја раскажува еден педагог, учител, предавал англиска книжевност во Америка на машка група во средна школа. И неговото се очел кога видел дека целосно се не заинтересирани од лекциите, од предавањата. Кој зјапал низ прозорец, кој спиел, нити учеле, нити пишувале домашни. Ги пробал сите начини да ги поттикне некако да создаде интерес. И на крајот веќе разочаран, малку и гневен, на таблата со големи буки, колку целата табла напишал апатија. Со намера да им каже кој е проблемот. И некој така дете на првиот ред зел да чита, толку биле слаби во литературата, што едва и детето го прочитало зборот. Буква по буква, тоа е слог по слог. Еднаш, апати. Втор пат, трет пат, додека на крајот не го состави целиот збор, да разбере дека зборот е апатија. И така гледал и го прашал другарчето до него, апатија, што е тоа апатија? И тоа рекло, што ти е гајле? И па точно тоа е апатија, што ти е гајле? Да, без да знае, дал одговор на прашањето. Така некако се однесува денес и Христовото тело во овој свет. Што ти е гајле за светот? Така гледаме. И ако Бог не праша како гледате на светот, посебно оваа година, кој би бил нашиот одговор? Ништо не бива од овој свет. Може би така би бил нашиот одговор. Како што рекоа евреите кога го видоа храмот. И тоаш Бог сигурно ќе ни каже, охрабри се, јас сум Господ Савот, јас го дадов својот син, јас имам спасение за овие луѓе. Вие сте моето средство за спасението на тие луѓе. И на крај за црквата. Како гледаме на црквата? На нашата црква оваа година. Големи се шансите економски да ослабеме, зашто кризата ќе ги погоди тие што не помагаат. Може и некого од нас, не знам. Мала црква сме и се намалуваме. Поради епидемијата, помалку луѓе доаѓаат, помалку служат, помалку се евангелизира. Може би ќе си кажеме, не очекуваме големи работи оваа година. Ќе се трудиме да преживееме оваа година. Таква е годината. Навистина, ако Бог не праша како гледате, што ви му кажете на Бог за нашата црква? Како гледате на неа ако не праша Бог?
црквата спасува. Со пораката за Исус Христос. Задачата на црквата е да го проповеда Словото. И што гледаме? Гледаме на скромни услови, на луѓе кои немаат голем потенцијал, или пак гледаме на тело во кое Светиот Дух живее, Светиот Дух движи и Светиот Дух дава резултати. Бог и сега, и во оваа ситуација, е суверениот Господар. Тој сега седи на престолот. Се уште ништо не е невозможно за него. Иако изгледа се така очајно, Бог е семокниот, бил е и ќе биде семокен Бог. И тој се уште очекува црквата да прави големи работи за него. Тој чука на црквата. И уште последна интересна илустрација, која е раскажена од една докторка, педиаторка, која секојаш кога требало да го слуша, да ги слуша градите на детето со стетоскоп, мислам дека се викаше, прво објаснувал на детето што треба да се прави, т.е. го ставал стетоскопот на ушите на детето. И потоа стетоскопот на градите за детето да се го чуе срцето како чука, и обично нели гледала такви деца со широко отворени очи кои слушат, не сега што е тоа. И едно прашање, сега разбираш ли? И почнувала да објаснува зашто станува збор, дека тоа е неговото срце, дека работи така и така натаму. И меѓутоа дошло едно дете и направила како што обично прави, ги ставила слушалките на ушите, стетоскопот на градите, и детето ги окорило очите и да објасна, тоа е твоето срце сега. И што мислиш, што е тоа што го слушаш? И детето потонало во некои така мисли, длабоки, за тоа мистериозно чукање, и во еден момент рекло, ама тоа може би и сигурно Исус ми чука сега во срцето. Да. Ако што има да чука сега во срцето? Исус, само Исус може да чука во срцето. Слушнало на час во неделното училище дека Исус чука на срцето на луѓето. И да, во Откровение 3 глава, кога говори на Лаодикиската црква, вели: ете, јас стојам на вратата и чукам, и кој ќе отвори вратата, јас ќе влезем и ќе вечерам со него. И тој Исус го кажува не на луѓе што не верувале во светот, туку на црквата го кажува во Лаодикеја, на христијани го кажува. Христијани кои, вели Господ Исус, заспале, не се ни топли, ни ладни, млаки се, зашто заспале во удобството. И вели Христос, јас чукам да ве разбудам, да влезам меѓу вас, за да работам меѓу вас. Христос чука на својата црква, чука на нас. Во несигурноста, во тешките околности, поради различни причини, црквата може да заспи во некаква, чувствувајќи се така удобно, сигурно. Христос продолжува да чука. Како гледаме на оваа година? На можности кои Бог ни дава, тој да се прослави и оваа година. Од тоа како ние ќе се настроиме да гледаме, како ние ќе се подготвиме, така ќе гледаме. Ако гледаме на Бог и неговите неограничени можности, ќе гледаме на година на можности. Ако гледаме на околностите на годината, на нас, на црквата, на сите работи околу нас, ќе се разочараме и нашиот духовен ретикулар ќе не парализира и ќе гледаме околу нас смрт, темнина, болести, несреки, хаос. Ако погледнеме кон Господ Савот, ќе гледаме светлина, ќе гледаме живот, ќе гледаме можности. Како ни изгледа? Јас се надам дека на крајот, кога ќе стигнеме оваа година и ќе погледнеме назад, навистина ќе ни изгледа добра година, некако минатата, со Божјата помош. Нека Господ ни дава очи на срце, духовни очи, за да гледаме таму каде што треба навистина да гледаме.